Лошиот начин на живот, недоволната физичка активност, стресот, нездравата исхрана, дебелината се едни од најголемите причинители за висок крвен притисок. Високиот крвен притисок, кој се нарекува и тивок убиец, порано беше болест карактеристична за повозрасната популација. Но во последните 8 години е се поприсутен и кај помладите луѓе, велат лекарите. Да, тоа е менаџерска болест, ја викаат. Меѓутоа се мисли, кој се мислеа менаџерска болест на сите кои работат во приватниот сектор, кои што се под стрес, изложени, екзистенцијални проблеми и сето тоа го зголемува нивото на адреналин, на катехоламини, а тоа прави вазоконстрикција, ги стега крвните садови и тоа го зголемува периферниот отвор и на тој начин се зголемува крвниот притисок. Плюс тоа, обично кај луѓе кои што се амбициозни, убаво е да се биде амбициозен, меѓутоа од друга страна тие луѓе имаат поголем ризик од хипертензија, хиперлипидемија, диабет, односно кардиоваскуларни случувања. Така да некоја рамнотежа во животот треба да се прави, тоа што можеме ние да го избегнеме, да не го правиме, колку што можеме да не го правиме. Инаку да, стресниот живот, овој не безбеден, несигурен живот што го живееме во Македонија, апсолутно го зголемува и имаме многу млади пациенти сега последниве 7-8 години особено е зголемен бројот на млади пациенти и акутни кардиоваскуларни случувања кај млади луѓе. Лекарите велат дека веќе и не важи правилото млад сум здрав сум, туку редовно да го контролираат крвниот притисок како по возрастните, така и по младите, за навремено да се реагира. Затоа се препорачува да и младите луѓе, независно на возраста, не важи веќе правилото млад сум здрав сум. Напротив, сега имаме многу почесто да младите луѓе се поболни од здравите, од возрастните. Секогаш треба да се внимава на притисокот. Нормален крвен притисок е под 120 со 80, тоа е оптимален. Од 120 до 130 е нормален, меѓутоа од 130 до 139 е висок нормален крвен притисок и веќе висок крвен притисок или артериска хипертензија од 140 со 90 па нагоре. Треба да се реагира во тие првите моменти, кога веќе е притисокот нормален, од 120 до 130, од 130 до 139. И веднаш да се превземат мерки за што понисок да биде крвниот притисок. Консумирање здрава храна, консумирање помалку сол, редовно вежбање, одржување здрава телесна тежина, консумирање помалку алкохол и избегнување на стрес можат да помогнат во борбата со хипертензијата, велат лекарите.